Денеска сум во друштво на бившата министерка за животна средина, сегашна кандидатка за градоначалничка на град Скопје за СДСМ, господјата Каја Шукова. Како сте? Добро, благодарам на поканата. Фала што ја прифативте, знам дека сега предизборно се е малце кнап и фала ви што одвоивте време. Прво да ве прашам како се чувствувате предизборно? Па добро, многу е динамично, но она што најмногу ми се бендисува секако во овој процес се среќавам со многу луѓе. Разменуваме многу идеи, имаат идеи како да се подобри градот Скопје и треба да ги прифатиме, треба да ги слушаме граѓаните. Значи денот е далеко од досада. Апсолутно, од утро до вечер. Од утро до вечер. А што би била Каја Шукова доколку не би била политичар, односно во политика? Па да, Каја Шукова и не е класичен политичар. Јас и касно влегов во политиката. Со изградена кариера, особено во делот на животната средина и комуналните дејности, сметав дека е време сега да помогна малку поконкретно и преку политиката. Иако тоа што го правев со години во министерството, мислам дека даде резултати и помогна на граѓаните. Дали имате некоја мана за која што ви замеруваат и ви префрлуваат вашите пријатели? Јас тие ги сметам за доблести, а некои ги сметаат за мани. Секогаш сум на време, можеби и пред време, и секогаш имам план за било која ситуација, дури за одење на кафе. И за тоа ви замеруваат пријателите? Замеруваат заради тоа што можеби такви се времињата, знаете, луѓето понекогаш доцнат, понекогаш плановите не успеваат да ги реализираат. Јас се држам до тоа. Точно на време и секогаш се со план. Од што најмногу се плаши Каја Шукова како политичар, а ретко јавно го признава? Да не ја изневерите довербата на граѓаните. Понекогаш нашите ветувања не можат да се реализираат на краток рок. Треба време. Граѓаните тоа едноставно понекогаш не го прифаќаат и мислам дека треба да работиме што повеќе, што почесно и што поискрено, да вложиме што повеќе труд за да она што навистина им треба на граѓаните побрзо да го реализираме. Сега малце можеби, нели, дрско прашање ајде. Кој е најголемиот пропуст во работата што сте го направиле и од кој што сте научиле нешто и што сте научиле? Дека работите не можете да ги решите сам. Дека секогаш мора да го правите она што го правите заедно со луѓето, бидејќи идеите доаѓаат од вас. Меѓутоа мора да имате повеќе чинители во процесот кои што ќе ви помогнат да ги реализирате работите. Сам не можете секогаш. Сега, што е потешко? Да бидете чесен политичар или да останете човечен помеѓу нечовечни околности? Ако сте искрен, мислам дека може да биде и едното, може да биде и другото. Само да бидете искрен, отворен кон луѓето. Луѓето тоа го препознаваат и тоа го сакаат. Јас цел живот се однесувам така и ќе продолжам и понатаму. Ниту една политика, ниту една кариера нема да го промени мојот начин на однесување. Знаеме дека нели светот оди напред, градовите стануваат паметни, така кажано. Какви се плановите на Каја Шукова во тој контекст? Дали Скопје ќе го правиме паметен град? Да, дигиталните алатки и податоци секако ќе им помогнат на граѓаните. Еден од капиталните проекти во мојата програма е Смарт Скопје. Нешто што веќе го има поставено пред неколку години, за жал не се спроведувало овие неколку години. Тоа ќе ни помогне многу. Како да се најдеме место за паркинг, како да имаме подобро осветлување на пешачките премини, таму каде што на граѓаните најмногу им треба. Како да добијат граѓаните побрзи дигитални услуги. Дигиталните алатки овозможуваат многу побрз и поефикасен начин на давање на услуги кон граѓаните. И мислам дека треба да го дигитализираме градот и за нас полесно, меѓутоа пред се полесно за граѓаните. Порано Скопје важеше за забавен град. По контекст мене што ме интересира дека имам две мали дечиња, имаше Луна парк. Таму се сеќавам за викендите, најчесто го поминувавме времето, по цели денови бевме таму. И сега најнаш го снема и го нема веќе со години. И јас го паметам Луна парк. Пораснавме, сите пораснавме во Луна паркот. Имаме проект за мултифункционален впрочем простор. Тоа ќе биде и Луна парк, ќе биде и аквариум. Ова е проект кој што е направен пред 5-6 години и жалосно е што до сега не се спроведе. Го работеше италијанска компанија, они се, знаете, они се лидери во правење на проекти за забава за најмладите, така да тоа е еден од главните капитални проекти. Мислам дека е време да му го вратиме Луна паркот на младите.
Имам уште еден многу голем проблем во Скопје, од кој што никој не може да избега, дури ние нели како љубители на куќиња, па и тие што не ги сакаат, мора да се помират, а тоа се бездомните куќиња. Дали има кажеш ова план да се реши проблемот за бездомните куќиња, тоа секако да биде на еден или хуман начин и во како да кажам, во корелација со тоа што го бараат активистите и друштвото. Така, особено како човек кој што ги сака и куќињата и мачињата, не само куќињата. Јас и со години се грижам за бездомните животи, онолку колку што можам како поединец. Секако мора да биде на хуман начин. Мора да се што повеќе стерилизација и чипирање на домашните миленици, бидејќи за жал има пракса да голем дел од домашните миленици завршуваат на улица и така се зголемува и бројот на куќињата. Поголем простор, предлогот наш е да има ново прифатилиште кое што ќе биде многу поголемо, бидејќи за жал прифатилиштето што во моментот го имаме лајка има мал капацитет. Мора да се зголеми капацитетот и мора да ги издружиме сите напорите ако сакаме да го решиме овој проблем. А ова е сериозен проблем не само на градот Скопје, туку на сите општини во државата. Да, се сложувам. И уште еден проблем за крај, за жал проблем ќе завршиме, а тоа е воздухот. Доаѓа зимата, сите се плашат сега од загадениот воздух. Дали имаме некакво долгорочно решение за да се реши овој проблем еднаш за секогаш? Има и краткорочни, и среднорочни и долгорочни решенија. Мора да одиме прво со интервентни мерки кои што полека но сигурно ќе почнат да го намалуваат процентот на загадување. Бесплатни филтри за оџаците за домаќинството. Мислам дека е тоа нешто со кое што мора прво да почнеме. Повторно да си ги рехабилитираме зеленилата во градот. Тие се белите дробови на градот. Јас во програмата имам 15 паркови за 15 месеци. Мора да го подобриме јавниот превоз. Граѓаните да можат повеќе да се движат со јавен превоз. Да им направиме повеќе пешачки патеки, повеќе велосипедски патеки, да користат алтернативен превоз. Сет на мерки се кои што ќе ни помогнат да го намалиме загадувањето на воздухот и да си го подобриме сопственото здравје. Ви благодарам за одвоеното време, ви посакувам успешна изборна битка. Ви благодарам и на вас, ми беше задоволство. Фала ви, имајте прекрасен остаток од денот. Благодарам. Чао. Чао, чао.